Почнав во пионерската школа на ФК Вардар 1969 година. Морам да напоменам, прв учител ми беше Ванчо Трпевски, па потоа се редеа доајени Сократ Мојсов, Петар Шулинчевски, Андон Дончевски, Ѓоре Јовановски, Борче Мицевски, Георги Тодоровски, Џони, кога игравме и тука во Престон една година. Имаше и многу други што ја ги знам, некои стигна до првиот тим, но може би не настапија. Така да ние 4-5 души од тоа време успеавме да подпишеме професионален договор и да продолжиме во првата екипа. Кога следува тој прв професионален договор со ФК Вардар? Па во тоа време имаше втор тим на ФК Вардар, кој играше во една лига, Скопска лига, нормално вон конкуренција. И јас бев среќен уште на неполни 17 години, не само јас и овие неколку што ги спомнав, колеги мои, игравме за тој втор тим. Иначе од 17 години имам настапувано званично за првата екипа на ФК Вардар и тоа беше против Слобода Тузла. Тоа беше куп званична утакмица на Југославија тогашна. Почетокот на 73-та година? Па 73-та година, да. Така. Тогаш игравме со Слобода, победивме, отидовме натака, а иначе мојот професионален договор го потпишав 74-та година во јануар месец, станав професионалец, иако се уште бев средношколец. Еве нешто интересно и чудно за работите што после тоа се случува. Првиот професионален договор во тогашна Југославија се потпишуваше без пари. Така да игравме само 4 години, игравме за плата. Не ни следуваше различни времиња, да, различни времиња, плата и премии. Тоа добивавме. Значи нешто потоа што почнав да стекнувам повеќе од фудбалот беше мојот втор договор 78 година. Имате вие негде во таа стара југословенска лига негде над 200 утакмици. Можете да ме коригирате ако бројката не е околу точна. 220 и нешто утакмици. Така, да. нешто 223. Повеќето се прволигашки, помалце второлигашки, бидејќи поминав години нешто во југословенска армија. Кога испаднавме од лига, веднаш јас и Ѓоре Јовановски не ќевме да играме во втора лига, заминавме, испаднавме во јуни, ние септември заминавме во војска. Си постигнал гол против прославениот Енвер Марич на времето. Дали има нешто што може да се издвои, нешто што останало во сеќавање? Па морам да направам малце споредба во однос на тоа време кога играв за Вардар и за времето кога дојдов овде. Значи овде ми беше покрај некои други работи, тоа оставам другите да кажат, мои квалитети. Скоро 100% беше гол секој мој слободен удар. За жал во Вардар не успеав да дојдам на ред Така. од Рингов и од Мицевски. Добро. Но Дали една година, некои момента? 80, сега ќе ги кажам, 81-а, втора, тоа ми е мило, бев во тимот на 82 година, бев во тимот на есента, на полусезоната, и имав добри настапи, имав добри оценки и тогаш може би го постигнав еден од моите ретки голови во прва лига. Знам, Буцо Маровиќ ни беше тренер, он беше казнет нешто и седеше на трибини. Тоа ми го кажуваа после некои мои пријатели. Седеше во ложата на тогашниот стар стадион уште на ФК Вардар. И Пауновски играше за Вардар тогаш. Беше 30 и нешто метри, имаше слободен удар за Вардар. Игравме со Велеш, Енвер Марич, еден од подобрите голмани. И Пауновски, значи тоа беа секунди што се случуваше. Јас стоев до Пауновски, се договоривме малце да ми ја чушне топката и ја да шутирам. И, значи, тие секунди од кога Пауновски ја само допре, може би 20-30 сантими во десно према мене, Буцо Маровиќ рипнал, он беше србин, и викнал, ма шта ради, уште не ми дорекол,
демек, што правиш, што му ја додаваш топката, јас шутнав и дадев неверојатен гол и тој не ми доврши и рипнал, браво! Така да ја тоа не го видам, но многу интересно ми го кажува. Дефинитивно добра, Да, беше добра стварно. дешавка, да. Која вреди да се запамети. Да, убав гол, перфектен гол. Еден раскошен талент кој го има ја заприметено и по големите екипи. Со доаѓањето на тој Бошко Кајганич и размената во Вардар. Кажи ми малку за тој период кој за малку не се најде во Црвена звезда. Па ќе кажам некои други работи што не се познати. 73-та игравме, тогаш како младинци игравме во Мостар првенство на Југославија за младинци, турнир, завршен турнир, тренер ни беше Дончевски. Во тоа време Војводина беше една од појаките екипи, да кажем, може би меѓу првите 5-6. И после моите настапи таму, тие сака да ме земат, односно да отидам во Нови Сад. Дончевски не ме пушти, мислам, Маце, он се шалеше, вика, ма не знам српски, вика, што ќе вие, не знае да зборува српски. И они вика, ма ќе го научиме, нема проблем. Така да тоа беше мојата прва шанса да отидам надвор од Вардар. Од тој турнир станав и репрезентативец младински на Југославија. Тоа што спомна доаѓањето на Бошко Кајганич во Вардар. Тој е тој Бошко Кајганич кој загинал со После враќање погина во несреќа. Турска, така во сообраќајна несреќа. И Звезда не кеше пари да Вардар плати за Кајганич, ме сакаше мене. Омладински репрезентативен бев на Вардар, на Југославија. Не ме пушти Вардар пак. За жал, после се случија многу други работи. Некои фудбалери знам како отидоа и што отидоа во Звезда и во други клубови, но за жал моите родители не беа толку упорни и не инсистираа. Сигурно им беше и нив важно да си останам дома и така останав. Имав Ванчо Балевски играше после тоа во Хајдук. Можев да одам и во Хајдук. И тука не успеа тој трансфер. Имав некои шанси. Имав туш еден вардарец во Хајдук, веќе кога го спомне Хајдук. Сетинов. Да. И тој заврши во Хајдук. Да, тој заврши во Хајдук. Вардар кон крајот на тие 70-ти години, па и почетокот на 80-тите донесе неколку така звучни тренерски имиња. Пред се мислам на Бобек, после тоа дојде Вукашин Вишњевац, мислам дека беше тренер на Сутјеска, исто така го однеси Чилик од втората во првата сојузна лига, доколку што се сеќавам. Како завршија вакви звучни имиња во Вардар во тие години? 6-та година ние испаднавме од лига. Не успеавме после 2 години, Вардар не успеа да се врати и некако, не сум ни јас сигурен како, некои луѓе од Македонија успеа да го ангажираат Степан Бобек. Тоа беше добро за мене, ми го ценеше трудот, ми го ценеше талентот. Како беше твојата врска со Бобек? Да. Па супер. Он мене ме викаше Оџак и он знам на шала викаше, па ти знаеш ли, ја носев 10-ка, па ти знаеш ли, вика, кој носи се 10-ки? Па викам, знам, па вика, дури вика ја носев, вика 10-ка. Така да он беше голем фудбалер, голем човек беше и беше менаџер, морам тоа да го кажам, затоа што ретко он кога одржуваше тренинг. Сите тренинзи ги одржуваше Часлав Божиновски и Ванчо Трпевски и он само шеташе околу игралиште и снимаше се што се случува. Да. И кога ќе се пожалевме, ние го викавме Чика Штеф или Бата Штеф, али Чика Штеф, ние помладите. Што ни прави овој, вика, ќе му кажавме што тренинг си направил. Не, вика, ја не му кажав, вика, он ве утепа, вика, тоа он, вика, ја не му кажав, вика, така. Значи Чика Стеф беше добар со фудбалерите, го поштова и го сака фудбалерите. Многу, како човек, тој вика, во фудбалот имаше нюх, знаеше да процени и ситуација, и даден противник. Во тие 7-8 години, горе-долу, поминати во Вардар, си изигра негде 220
утакмици според она што можевме да го изброиме. Се добива впечатокот дека за тие години, освен со годината кога заминавте во служење на военот рок, и се постои впечаток дека Жарко Оџаков не го искористи целосниот потенцијал кој го поседуваше. Но главен, не знам зошто и ден денеска и никош нема да му биде јасно. Значи, како што спомна пред тоа, напорно работев, бев поштен фудбалер, никош не застанував, си ја вршев задачата, но некако не бев омилен на публиката. Зошто? Немам појма. Значи, и ден денеска не знам. Едно време излезе муаве дека татко ми бил директор негде, некој јак богаташ, и затоа сум играл глупости. Мислам, татко ми беше еден обичен, ако може така да се каже, работник, автоелектричар. Си работеше поштено за секој динар во тоа време, така да тоа некој го измислува. Но најбитното, јас никогаш не барам кривци за нештото што се случило, вината ја барам кај мене. Значи, јас немав самодоверба. Од тие некој, доволно беше некој да ми викне уа или нешто. Како и многу Да, други. но за разлика од времето кога дојдов овде, уа мене ме мотивираше Така. да бидам уште појак. Точно така, најдобро. Ја на физички план и таму во Скопје, во Македонија или низ Југославија не попуштав, но психичкиот дел е многу битен за секој спортист. И јас, например, моите најдобри партии секогаш ги давав и горе-доле бев играч на надпревар без разлика дали сме победиле или не од страна на Вардар кога сме играле надвор. Значи, сите утакмици сум ги играл фантастично, не сум имал притисок, нити уа, нити нешто, додека друго беше во Скопје. Нешто ме кочеше таму и затоа јас во неврзна работа, овој разговор пред да почнеме со ова интервју, ти кажав и ја не верував и не верувам и ден денеска дека мојот талент дојде до израз овде. Играв и некој, ке каже некој дека може послаба лига, но ја играв интернационални утакмици, каде што секоја скоро бев меѓу најдобрите. Играв турнири овде со многу јаки екипи, каде што бев прогласуван најдобар. Ќе се вратам, Така да, и на тој дел. Значи, зборот ми е самодовербата, е многу битна работа што јас ја немав во Југославија, Македонија, во Вардар. Треба да замените за Америка и во тој мал фудбал. Ќе кажам кратко, тоа беше 82 година, тренер беше Вишњевац. Не се сложував со неговата перцепција, неговиот приод кон фудбалот, кон играта. Бараше од мене некои брзински квалитети да покажам, да играм некој лево криво. Јас, не е тоа тајна, не сум брзинец. Јас за да играм тоа и не се, затоа одлучив се, укажа прилика, имав понуда да одам во Америка, во Кливленд, Форс се викаше, мал фудбал, за да играм таму и не требаше дозвола, бидејќи мал фудбал од Југославија и списница. Отидов таму, останав таму некој време, месец и нешто, и беше фантастично, парите беа убави, морам да признам. Имаше и некои фудбалери од Југославија, тогаш најпознато звучно име и ден денеска сега е тренер Иванчевич, голманот. Играв со двајца македонци, браќа Нанчови. Беше супер, убав, интересен момент беше тоа. И потоа бев во тоа време во врска со Престон Македонија и они инсистираа да се изјаснам дали ќе доаѓам или не, за да знаат да ангажираат друг. И бидејќи не беше сигурно, морам да кажам на брзина, договорот не е сигурен во Америка со фудбалот. Жунгул имаше само едини договор, Славиша Жунгул во Америка, што не можеа да му го... Другото не важеше и затоа јас се одлучив, заминав негде, се вратив во Вардар, пак, Вишњевац пак ми даде шанса, му требав, имаше доста повредени играчи, така да го одиграв до крај првенството. И тоа беше декември и во февруар 83-та, значи декември завршив со Вардар, 83-та февруар дојдов во Мелбурн, во Австралија.
одите во Престон Македонија, тука имаше еден вардарец, докато што се сеќавам во тој период од Престон Македонија, како се викаше? Георги Јовановски. Тодоровски. Ѓорги Тодоровски, да, Тодоровски, Џони. да. Кои беа вашите први импресии во Мелбурн кога стигнавте? Па, приватно беше многу тешко. Дојдов со сопруга и дете 2 години. Поготово на мојата сопруга во тој момент беше многу тешко, се прв пат се одвои од своите дома. Додека јас не ми беше ништо тешко, јас сум цел живот повеќе надвор отколку дома, таков е спортот, професионализмот е таков. Секој ден се тренира, се патува, така да мене не ми беше тешко. Луѓето ме прифатија овде, за жал, морам да кажам дека, иако планирав до крај на мојата кариера да останам во меѓу своите, да кажам, во Престон Македонија, луѓето не разбираа доволно од фудбал. Тие луѓе што го водеа, Џон Бранов беше председател, адвокат, кој јас кога му зборував за фудбал, он мене ми кажа, вика, и јас знам за фудбал, од букот учев и сега знам се. Имавме првата година, имавме фантастичен тим, играв и јас добро, имавме добри играчи, донесоа некои така играчи и бевме скоро цела сезона лидери на табелата. Меѓутоа ни се повредија двајцата центар, едниот се повреди, скрши нога Гери Ворд, Клод Лучеси отиде, бидејќи тогаш фудбалот некој беа аматери, отиде во Америка службено. Ја му викав на председател, дај да земе, имаше право на гест плеја, гостин играч да се земе. Не, вика, вие сте јаки, и така да останавме на трето место со исти бодови, не е битно, со третиот, и сепак беше успех во таа национална лига за Македонија. Втората година веќе направија огромни грешки, донесоа многу звезди, повеќето беа од Шкотска и од Енглеска, мислам, тукашни локални фудбалери, потеклото сакам да кажам, немаше контрола и не успеавме ни во плейофот да се квалификуваме. Втората година побара од мене да го намалам договорот. Јас викам на Џон, на председателот, викам, во Европа и во светот, Како може ако сте меѓу најдобрите, така, треба да и тоа зголемите. ќе ви се изголеми. И ми се случи нешто страшно, значи ја бев кај него кога го правев овој муавет, значи од тој период може помине еден сат додека стигнам на теренот за тренинг, веќе генералниот секретар ме чекаше со писмо што ме суспендираа. Тоа беше јануари 85 година. Ме суспендираа и ме пратија, значи јас имав 34 години. Не, 30 години, се извинувам, 29 години имав. Добивате прекоманда во втор И не втор тим, во младинскиот состав. во младински состав. Да, играв 3 месеци и тренирав со нив. И тогаш добив понуда да преидам во Сиднеј, Кроатија. Денешниот Сидни Юнајтед или поранеш Сидни Кроација. Како се деси од Престон Македонија во Сидни Кроација? Тука веќе ги доживувате најголемите и најславни денови каде што ве запознава многу добро цела фудбалска јавност. Го привлекувате вниманието на големите фудбалски работници и постанувате репрезентативец на Австралија. Како што реков, тренирав со омладинците на Престон Македонија 3 месеци. Еден ден дојдов дома после тренинг. Сопругата ми рече, те бараше некој човек, остави број да му се јавиш. Име и презиме, не го знаев човекот. Тој е Врзина, така му е презимето. Он беше тренер и спортски работник, Хрват. Јас се слушнав со него. Едноставно ме праша, сакаш ли да одиш во Сиднеј, за Сиднеј Кроација. А во тоа време Сиднеј Кроација влезе од втора во прва лига и они го донесоа, мислам, големо југословенско име Ведран Рожич, Така, за играч, тренер. Нормално дека јас ке сакам да одам во друг клуб, иако не ми представуваше ништо Мелбурн или Сиднеј, за мене исто. Луѓето се слушнав со нив, ми обезбедија авионски карти,
Отидов во Сиднеј, ме пречека, верувајте ми, разговарав со председателот ни 5 минути. Не разговарав, договорот завршен. Тоа беше за 1 година, односно за 3 години. За 1 година беше ставено се на книга, на што се вика, во договор. И после тоа човекот беше бизнисмен, вика следните договорите ќе ти се покачат колку што инфлацијата во Австралија. И нема повеќе муабет правени. Океј, нема проблем. Разликата беше нешто како од земја до небото во однос на се. Соодветно за добар фудбалер, да. Да. Имав можеби и среќа, мора да кажам, првата утакмица игравме во Ньюкасл со Ньюкасл. Одма постигнав гол од слободен удар, победивме таму, одигра фантастично и потоа следуваше. Морам да кажам дека значи кога преговарав и разговарав со Сиднеј Кроација, нормално се вратив во Мелбурн и ми председателот Анте Башич ми рече оди и размисли, па јави се, кој ќе стигнеш, вика, во Сиднеј, нема повеќе муабет. Океј, нема проблем. Ја отидов дома, тогаш шурата беше тука на гости на жена ми брат. И им кажав, прво не верува за понудата што ми ја даде Сиднеј Кроација. И ова звучи како хумор. Шурата ми вика, море побаре, вика, уште. Вика, мај, немој да си безобразен. Така, малце звучи како хумор, но се вратив тогаш. 1 месец бев сам, додека најдам сместување, ми најдоа куќа, убава, блиску до стадионот на Кроација, одма до стадионот на Маркони. И потоа дојдоа мојата фамилија и така почнавме да живееме во Сиднеј. Значи сега тука е вашата се случува вашата кулминација, значи го достигнувате врвот на вашата кариера во Сиднеј Кроација. Тука ве забележуваат веќе и селекторот и дел сте од таа експедиција од австралиската репрезентација која се обидува да освои пласман на светското првенство во Мексико 1986 година. Австралија ги игра квалификациите за тоа светско првенство. Пред да одам на тие квалификации, кажете ми накратко како испадна повикот во репрезентација? Јас уште кој играв за Престон имав контакти со Френк Арок. Значи, тоа ретко кој го знаеше. Френк беше заинтересиран да играм за Австралија, но проблем беше мојата виза и моето државјанство. Иако Викторија, по иницијатива на Федерацијата на Викторија, Фудбалската федерација, одма 84-та, значи по година и нешто престој тука, ми дадоа, како заслужени врвен спортист, ми дадоа трајна виза, значи резиденц. Јас станав уште 84-та, имаше турнир овде, силен со Васко да Гама, Удинезе и Тотенхем. Тотенхем, точно. Да, имаше турнир тука и добив покана, односно 5 или 6, мислам 6 фудбалери нови од поранешниот список на Френк Арок. Добивме покана да се докажеме на овој турнир за да останеме или избере или не избере за квалификациите што следува за светското првенство во Мексико. На тој турнир бев прогласен за најдобар фудбалер, просек имав 9 кома нешто. Во финалето победивме Васко да Гама со 2-1, со двата гола на Џон Козмина. И од сите 6 души само јас успеав да останам на списокот на Френк Арок. И веќе првата утакмица вашата за Австралија играте со Нов Зеланд. Имаше еден интересен детал околу таа утакмица и како стекнавте право да играте на таа утакмица. Што се случи? Тоа беше многу интересно. Значи, самиот ден на патување од Сабајле со покојниот тогаш асистент на Френк Арок, Томсон, отидовме во Immigration Department,
од Сабајле, тој беше доле, работеше на мојот пасош, а јас горе бев на некој спрат, немам појма, се колнев на кралицата и добив државјанство, пасошот веќе ми беше готов, со такси бевме во Травелоч, во негде околу Ньютаун, некој Травелоч, сместени. Така? Сите беа во автобус. Не, во автобус беа. Во автобус? Да. Значи се било на брзина? Толку на брзина и моите работи нормално беа во автобус. Јас и Томсон, Еди Томсон, влеговме во автобус и така тргнавме на аеродром и отидовме за Нов Зеланд. За Нов Зеланд и првата такмица бидна. Да. Сега малце додам на тие квалификации за светското првенство 86 година во Мексико. Австралија е во таа групата на Океанија, во друштво на Нов Зеланд, кинески Тајпех, тука постигнавте 3 гола, голема висока победа на Австралија и не знам од која причина тука се најде и Израел. Австралија завршила прва во оваа група и како по обичај Австралија игра дали со победникот од Јужна Америка или се во случајот со со вториот, тоест второ пласираниот од седмата група од европските квалификации, тоа е репрезентацијата на Шкотска. Ни малку наивна екипа, бидејќи во таа група заостануваше зад Шпанија само 1 бод. Доколку се сеќавам, во седмата група за тие квалификации Шпанија имала 8 бода на крајот, а Шкотска 7. Како втора влезе во тој бараш или мајсторка да кажам со Австралија, во тој двомеч, еден во Шкотска, еден во Австралија. На Шкотска тогаш му бил тренер и тој легендарен сер Алекс Фергусон. Да. Влегвате како еден од најдобрите, не само играчи за врска, туку еден од најдобрите австралиски фудбалери во овие квалификации. Во Шкотска не влегувате воопшто во игра, а во возвратниот меч во Мелбурн, значи негде околу декември 85-та година, во Шкотска Австралија губи 2-0, има негатива -2 и се враќа со да ги брка тие 2 гола. Во Мелбурн влегувате 70 минута и заигрувате 20 минути на таа втора утакмица. Утакмицата завршва 0-0. Дилемата е зошто Жарко Џаков како најдобар тогашен фудбалер, дури и Рале Рашич во едно интервју ве смести во идеалниот тим на Австралија на сите времења. Зошто во Шкотска Жарко Џаков доби, тоест не доби ни една минута, а во Мелбурн доби само 20 минути? За жал, тоа е нешто што нема никош да го дознаам јас. Ако ја не го знам, најверојатно јавноста нема. Сем некој ако знае па да каже зошто се случи што се случи. Значи, морам да кажам дека многу го ценев и ценам и ден денеска, иако е покоен, Френк Арок, беше голем стратег. Имам некој своje гледање зошто не играв на тие две утакмици, но зошто Френк отиде против себе, тоа не може да ми биде јасно. Остана вечна дилема. Иако мојата теорија е дека превагна шкотското влијание во тимот на Австралија, но тоа му се освети многу скапо, го плативме ние тоа. Можам да кажам дека не сега некој ќе помисли дека ја не играв, дека еве сега Жарко ќе наоѓа оправдување, но ја настапував на сите утакмици и во Израел, ти тоа не го спомна, не играв во Израел, иако вечерта пред утакмицата бев во тимот, значи се игрававме, се пред самата утакмица Френк дојде. Се пак ќе го напоменам тоа шкотско влијание, кој сака нека се љути, но тоа е вистината. Во репрезентацијата ги имаше подоста шкоти што играат за репрезентација на Австралија. Во Израел дојде Френк, вика, знаеш што, многу е топло денеска тука, мислам нема да ти одговара. Баш така? Јас баш од збор до збор. Јас се насмеав. Не му кажав ни еден збор. Му реков, добро, Френк, нема проблем.
И тоа беше толку смешно и ми стана јасно, а потоа уште појасно ми беше и кога не играв против Шкотска и во Шкотска и во Мелбурн. Влеговте 70-та минута и на број 12. Да. Со самото влегување една топка која беше нафрлена при 16-сетникот се одби со главата, дојде до вас. И што се случи потоа? Имавте шанса Па голема. нешто, тој момент ќе го памтам цел мој живот, тој кога сум жив. И ќе жалам што топката за неколку сантими помина покрај стативата. Помина в еден, двајца, тројца. Имаше Но- соло продор, да, Да. да. И излегов сам пред Лейтон, голманот, и тој ми изненади. Значи, добар голман, не остана на линија, тргна према мене. И тоа во моментот кога мене топката ми избега можеби 5 сантими од нога. И он тогаш го фати тој момент и ја морав малце со продолжено стопало да упатам удар према голот. И за жал топката помина неколку сантими. Имаше време, тоа уште 15 на минути до крај, ако никогаш ништо не се знае, ако влезеше таа, можеше ќе биде и чудо. Значи огромна шанса тука. А ја и нешто морам да кажам, го кажав и тоа пред тоа. Ова е за смеење, мислам 20 минути пред крај, играте против Шкотска. На аут линија Френк ми кажува што, како, и ми вика, ајде влези и дај 2 гола. Ја му викам, се насмеа, Френк, викам, играме против Шкотска, не играме против Чајна Тајпај. Ајде, викам, можеш ти. И сега во тој момент ја не му го кажав, али си мислев, ако мислеше така, зашто не ми даде шанса, играм цела утакмица. Било како, тоа е сега веќе историја, но се пропушти голема шанса за да заиграте на тоа светско првенство. Доколку тој гол се случиш, имаше доста да се игра. Мислам дека Австралија имаше нека блага надмој тука кон крајот на мечот и можеше многу лесно да се деси Австралија да заврши на тоа светско првенство и Шкотска на тоа светско првенство, доколку се сеќавам, беше во групата со Западна Германија. Вратам накратко во Блектаун, кога прославениот ас на Ливерпул, сакам тој момент да ми го објасните. Значи, многу звучно име на европскиот, па и на светскиот фудбал. И тој дојде како гостин во Блектаун и имало доста публика на тој меч, претежно да го гледат Кевин Киген, но Жарко Оџаков го ставил во сенка. Што се деси? Игравме со Блектаун на Маркони стадионот, бидејќи беше поголем, за да добие повеќе публика и нормална финансиска добивка. И на стадионот имаше околу 15.000 луѓе, но ми кажуваа, потоа слушнавме дека надвор имало повеќе од 20.000 луѓе, што не успеа и нормално дојдоа сите да го видат едно големо име, светско име, Кевин Киген, кој беше гостин, како што кажа, гостин играч на... Па може би го одиграв мојот најдобар надпревар во Австралија. Животниот надпревар. Еден од најдобрите. Правев што сакам, шутирав, дриблав. И на крај... Потполна слобода? Да. Но никогаш не ја злоупотребав, зашто си ги вршев моите работи. И губевме 1-0. И исто, значи нешто слично како пред кога што спомнав голот на Марич, истото се случи и тука. Желко Јурин, за жал покојни, само ми ја чушна малце во десно и пак топката отиде таму кај што треба во агол. Ја не знам, после тоа нормално бил гостин на телевизија и рекол што бара овој човек овде во оваа лига. Тоа за мене многу ми импонира, некој така да каже. Исто така утрешните весници 18 со надпис дојдоа да го видат Киген, го видеа Жарко Оџаков. Така да тоа е еден убав момент во мојата кариера. Изигравте некои утакмици и мал фудбал, представувајќи Австралија. И тука веќе беше крајот на играњето активен фудбал во оваа земја.
Околу 2002-2003 година, откако ги зедовте и тие потребни лиценци за да бидете тренер, бевте и тренер ја водевте младата репрезентација на Македонија на чело со тогаш видно помладиот Горан Пандев. Зошто вашата кариера како тренер не продолжи? Зошто толку траеше кратко? Па да кратко, брзо ќе кажам дека уште од 90-та се врати во Македонија, 91-та бевме кандидати со Джиджи Илиевски за Металург, тогаш се формираше прва лига, ФК Металург од Скопје, и се договоривме, бидејќи се знаеме од деца со Джиджи, кого да изберат за прв, другиот ќе му биде помошник, така да него го избра, ја му бев помошник во... Значи така се започна? Да, така се започна мојата тренерска кариера. Потоа, тоа беше 91-та, потоа направив малце пауза, си отидов од Металург, бидејќи Джиджи отиде, мене ми понудија да останам, не прифатив, бидејќи дојдов со него, реков, ќе си одам со него. Потоа стана со Георгиј Ивановски, запишавме тогашен факултет во Белград, што беше диплома која важеше во цела Европа, и дипломирав 94-та запишав, не бев многу редовен, 97-та дипломиравме со Георгиј на факултетот во Белград, виши тренер фудбала, и така се стовив и со таа лиценца. 97-та станав и селектор на репрезентација испод 15 години. Селектирав многу имиња кои потоа скоро сите играа во прволигашки тимови во тогашна Македонија, Македонска лига. Најзвучни име секако и најмлади беа Аце Стојков и Горан Пандев. И Аце Стојков беше поголем талент и надеж во тој период, отколку Горан Пандев. Но Горан си го покажа својот талент, се развиваше ненормално брзо. Скромен дечко. И го скромен многу, и го покажуваше тоа на терен нормално со своите игри. И да скратам, игравме квалификации за Европско првенство. Со Шпанија? Не, тоа беше бараж. Игравме во Финска, со Финска и уште дали Азербеџан или мислам Азербеџан беше во Финска. Го освоивме првото место со 2 победи и за жал ни падна Шпанија, бараж. Првата утакмица игравме во Штумица. Изгубивме 3-1. Резултатот на полувреме беше 1-1 и се случи најголема трагедија што можеше да се случи. Горан Пандев доби црвен картон 44-та минута и ден денеска не ми е јасно зошто. Еден по друг му дадоа 2 жолти картони. Ми се чини неблагодарно, ама како да беше диригирано. Изгубивме 3-1. Јас бев казнет една утакмица, зашто само за едно прашање да ми каже судијата зошто го исклучи Горан Пандев. И бев пријавен кај делегатот, ме казни една утакмица, отидовме во Шпанија. Просто неверојатно, само за едно прашање да ви исклучат. Да, бев казнет една утакмица, таму отидов, делегатот ми дозволи да одржам состанок и после се преселив на трибина. И таму шпанците си го додадоа Иниеста и Торес. Изгубивме 4-0. Пандев и уште неколку играчи не дојдоа, но без разлика, многу поквалитетни од нас. Но шансата ни беше во првата утакмица, каде што можевме нешто да направиме. Тоа беше во таа репрезентација, сите беа задоволни, потпиша професионален договор со Драги Сетинов, беше Арнаудов председател на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Потпишавме договор, јас потоа станав ме унапредија во селектор на млада репрезентација до 21 година. За жал дојде еден човек не фудбалски, Харалампие, Хаджиристевски. Имаше еден инцидент со него кога станав, а он беше уште член на председателството на ФСМ тогаш. Со него имавме еден инцидент и човекот чекал да стане председател, ми се освети, ми даде отказ и така да
таа 2003 одлучив да престанам со бавење со фудбалот на било кој начин. Многу ми е жал и ден денеска. Сега што се случи 2014 Георги Јовановски дојде, вика, слушај, сакам да одам во странство, сакам со тебе да одам, оди, вика, земи БИА лиценца, тогаш веќе се сменија работите, УЕФА БИА лиценца, се одржуваа кај покојни Благој Статов во Дојран. Отидов, ги земав на брзина БИА, мислам на брзина, како што дозволуваше правилото, но за жал Георги не успеа да најде. Ја не се ангажирав, не бев заинтересиран, или додам со него, беше окей. Не успеа да најде и ден денеска ангажман, така да имам сега УЕФА лиценца, што не ми значи ништо, не ја користам нигде. А можда никој пат не се знае. Не сум заинтересиран веќе. Ајде да не кажеме 100%, но некако изгубив. Се пласиравме на тоа европско првенство, прашање поврзано со нашата репрезентација. Некои велат дека е ова нашата најдобра репрезентација. Какво е вашето мислење? Па, меѓу многу работи, јас сум човек што не знаел да премолчи нешто. Значи, дали сум бил во право или не, јас сум сакал да го кажам моето мислење. И сега ќе го кажам моето мислење, сум го кажал. Не дав коментари на Facebook баш за ова дека таа била најдобра репрезентација на сите времиња. Ние сме срекни прво што отидовме на Европско првенство. Ние не се квалификувавме. Се сменија условите, начинот на квалификација, затоа ние отидовме таму. Бевме трето место, предпоследната утакмица. Првите две изгубија дома и ние се квалификувавме. Океј, тоа е дел од спортот, дел од животот. Но, далеко е тоа дека таа била најдобра. Со еден исклучок, без навреда за другите фудбалери, горе-доле сите беа добри, квалитетни, но со исклучок на Горан Пандев, пред него имало многу подобри фудбалери што играле за Македонија. Така да, сега истото го изјави и најдобри игри и новиот селектор на Македонија. Него сега му напишав, морав да му напишам. На најновиот сега? Да, најновиот Милевски, Бого Милевски. И он исто изјави дека сега овие три утакмици што игравме нерешено, дека тоа биле најдобри утакмици на сите време. И така да, многу лесно си даваат изјави, но тоа е тоа. Жарко, ти благодарам за ова исцрпно интервју и сакам да го заокружиме тука. Ти благодарам за твоето време, уште еднаш ти посакувам многу здравје, многу среќа и многу успеси во секое поле од твојот живот. Многу благодарам, многу сум радосен ете што имав прилика да кажам нешто за моето минато. Се гордеам со тоа и уште еднаш благодарам за поканата. Исто ја ви посакувам се најубаво. Да ми си здрав и жив.